тргуваат со криптовалути, пропагањето на таа компанија предизвика и остар пат на биткоинот, што ги повлече сите други криптовалути. Сега гледаме дека Binance треба да ја превземе, да ја купи FTX, не знам докаде е таа работа, но кажете ни, ова е уште една компанија која пропадна, имаше и други предходно, тоа ми се чини дека ја зголемува недовербата на крипто пазарот. Како гледате вие на ова? Видете сега, значи, кога споредуваме со овие традиционални маркети, кај криптовалутите е малку поинаку, затоа што пред се морам да напоменам за гледачите да стане појасно. Значи, овие ентитети што пропадна, значи преходно исто така еден голем менувачница, односно штедилница за криптовалути како Celsius пропадна, тоа се случува затоа што прво треба да разјасниме дека они не го презентираат криптосветот и сето тоа што го носи криптоиндустријата како појава. Они се пред се фирми, централни менувачници. Они не функционираат на самиот блокчейн, туку едноставно они земаат криптосредства и после тоа им ги даваат на користење на корисниците. Тие се зависни де факто од ликвидност и тие се зависни од некои инвеститори да ставаат средства, да вложуваат на нивните менувачници. Кога имаме еден ваков пат... Како впрочем и било која друга финансиска компанија. Да. И кога имаме еден ваков пат на маркетот, они се соочуваат со тој проблем на ликвидност, затоа што за да даваат они каматни стапки, они де факто морат да ги земат истите средства што ги земаат од инвеститорите и самите они да ги користат други платформи на децентрализирани финансии и земаат од едно место каматна стапка за да можат да исплатат на своите корисници. И во едни вакви ситуации кога има пад на маркетот, тие имаат проблем со ликвидност и токму затоа се случуваат овие падови. Јас многу пати, често пати имам споменато, еве и сега пак ќе споменам, исто и во мојата книга, тоа го пишувам многу јасно и концизно, зборувам за тоа дека секој еден инвеститор не сме никако да чува криптовалути во централни менувачници, затоа што поентата на крипто светот не е да се чува на централни менувачници, туку треба ние самите да бидеме своја банка. Тоа е главната поента на крипто светот и секогаш им кажувам да ги чуваат на независни новчаници, дигитални или хардвер волети. Добро, значи сега да објасниме за оние кои не се толку добро упатени, кога зборувате за менувачници, значи зборуваме за Binance, зборуваме за Coinbase, например, каде што луѓето најчесто тргуваат и ги чуваат своите пари таму. Значи вие велите тргувајте таму, но таму не ги чувајте парите. Апсолутно. Тогаш